На мирен протест излегоа родителите на децата од градинката Спортски центар во Тетово, откако управата донесе одлука од утре наместо во ова децата да се префрлат во пооддалечената градинка во населбата Поток. Како причина за овој чекор се наведува немањето доволни количини нафта за затоплување на просториите. Родителите се жалат на лошите услови во градинката и стравуваат од појава на заразни болести поради преголемиот број деца од двете градинки. Во секоја група во оваа градинка има од 20 до 25 деца, а истото се знае и за во градинката во Поток, каде што има 20 деца. И кога ќе се спојат, значи болестите се неизбежни, како прво. Како второ, доколку не ги носиме, паушално плаќаме по 600, некој 1000, ако еден ден биде, значи парите ги даваме, нема децата огрев, се топлат на струја, и така да ја побаравме директорката одби со нас да разговара и рече дека има други обврски и нема време да дојде овдека. Да се оди кај градоначалникот, да се преземат мерки, не може само за 3 градинки да има затоплување, за оваа градинка да нема, каде што голем број на деца, и така да ние децата не можеме да ги малтретираме по ова ладно време до Поток, а договорот ни гласи за оваа градинка, каде што и директорката више го крши договорот, што го имаме подпишано ние како родители. Исто сега кои беа големите врнежи, цел парке се тигна нагоре, колку што гледавме, у горниот дел прокиштава целиот, пенџерите се стари, дува од све страни, вистина е срамота, не знам, мислим у целото ето градинките што се оваа најупропастена градинка, мислим дека е од најубаите. Мислим дека треба и градоначалников да преземе некои мерки, да се сменат ли пенџери на дворешни, сега пак идат деца мали, што се вика, не идат возрастни луѓе или школарци, па да може да го издржат ова. Ја мислим дека пак има потреба малце да се реновира и најважното е да се донесе нафта и да се продолжи децата да идат у градинка кај што идат, дека се туе и научени, најубава и е градинка во овој. Родител као родител сам дома со едно дете не може да се справи, а камоли две воспитачки со 20 или 30 деца, нели? А камоли уште кои ќе се соберат, уште плюс уште 20-30 деца. Тоа ќе биде тотален хаос. Проблеми имало со се плаќа редовно, а еве дури есенскиот, зимскиот период решија горниот дел од катот да го средуваат. За цел летен период тоа не го средија, најдоа сега. Мислим и барат образложение у тоа дека градинката месец дена ќе била затворена за да се коригираат тие некои работи, па тоа се работи у летове, луѓе, не се работи у зима, нели? На минус 20 степени. И тој мајстор што треба да го работи тоа, треба да работи топло, нема да работи ладно. Значи ако за него што треба да работи ќе има грејење, па треба да има и за самите деца, ова се деца, не се кукли. Директорката на градинките Младост не сакаше да ни каже зошто е донесена ваква одлука, ниту како работите понатаму ќе се одвиваат. Родителите најавија дека доколку градинката кај спортскиот центар биде привремено затворена, тие нема да ги подмируваат трошоците за престој, но и дека нема да ги носат своите деца во другата градинка.